како што милува да каже нелегитимниот премиер Никола, вистината е како шило, врти, на крајот ќе излезе на површина. Но вистината за Македонија е како колец кој мава директно во срце. Она што можевме да го слушнеме последните неколку недели кај мене предизвика вџашување. Сето тоа што ние го слушнавме, ние го знаевме, но не верувавме дека отишло до толку. Ние имавме можност да бидеме сведоци на монструозни разговори во кои што се закануваат со убиства на жени и деца, во кои што вице-премиерот зборува за буџетот, тврдејќи дека ние немаме пари за леп, а јадеме чоколада. Ги следам редовно обидите на власта да ги релативизира работите. Сино ќе го гледам оној Јанко како се пењави. Како било тоа нормално ние да бидеме вулгарни по телефон. Мене не ми смета ако тие се вулгарни. Но ми смета кога зборува за убиство. Ми смета кога македонците од Пустец ги нарекуваат човечиња. Ми смета кога ромите ги нарекуваат цигани кои што ќе бидат влечени за уши. Тоа не смееме повеќе да и го дозволиме. Денес дојдов до една многу важна информација, сакам да ја снимате ми думите. Ми кажа дека нелегитимниот јавен обвинител Зврлевски имал совест, само му била заспана. Ве повикувам после говорот овде да отидеме пред јавното обвинителство, бидејќи вечерва имале таен состанок, сега пред малку ми јавија. Да викнеме силно и да му ја разбудиме совеста. Воедно ве повикувам утре вечер во 19 часот повторно да дојдете овде во поголем број. Режим не се руше за една недела. Така. Ви реков, дојдете 1000 и да ви кажам за една ноќ како се руши режим. И вечерва апелирам до нелегитимниот јавен обвинител Зврлевски да не се крие од мене. Денес му беше страв и срам да ме прими. Зврлевски, прими ме и погледни ме во очи да ти кажам зошто веднаш треба да си одеш. Спаси си ја душата, ако веќе не можеш да си ја спасеш слободата.